Драги ученици, да ви се представам, јас сум Татјана Јанкуловска, професор по оделинска настава при Основното општинско училиште Јан Амос Коменски, општина Карпош, Скопје. На денешниот час по македонски јазик ќе се обработува следната наставна содржина: обработка, анализа на песната, училишната табла постројува од Стево Симски. Наставната содржина е наменета за учениците од четвртото оделение. Литературата представува уметност од зборови која е многу стара и датира од пред 4000 години. Литературата се дели на 3 литературни рода: лирика, епика, драма. Очекувани цели: ученикот да открива поетски слики во лирска песна и да ги открива сопствените чувства при читање лирски песни. Очекувани исходи: умее да препознае поетски слики во лирска песна и ги открива сопствените чувства при читање лирски песни. Училишната табла постројува. Училишната табла од кога обстојува, пред неа некого постојано постројува. Пред неа стоеле за сезнајковци што важат, но за жал и такви што немаат што да кажат. Неоспорен е показател, пред таблата стоел и секој председател на училишната табла, кој ќе ја оспори значењето што го има во научните простори. Драги ученици, во оваа песничка можеби ќе наидете и на непознати зборови, како на пример обстојува, што значи постои, сезнајковци, љубопитни или радознали, или оспори, што значи не се согласува. Оваа песна припаѓа во хетерострофни песни кои имаат строфи со различен број на стихови. Стиховите во песните се распоредени во целини: 1, 2, 3, 4 или повеќе стиха. Ваквите целини од стихови се викаат строфи. Првата строфа има 9 стиха. Училишната табла од кога обстојува, пред неа некого постојано постројува. Пред неа стоеле за сезнајковци што важат, но за жал и такви што немаат што да кажат. За првата строфа би можеле да одредиме поетска слика. Пред таблата стојат големи и мали, сезнајковци, палавковци и генијалци. За втората строфа, која има 3 стиха, неоспорен е показател, пред таблата стоел и секој председател. Поетската слика би гласала вака: пред таблата стоело и детето кое станало председател. Третата строфа има 4 стиха. На училишната табла, кој ќе ја оспори значењето што го има во научните простории. Никој не може да го оспори значењето на училишната табла. Тоа е поетската слика во третата строфа. Наставната содржина која веќе ја обработуваме на овој час е литературно дело изразено во поезија и припаѓа во лирска песна. Лириката е литературен род изразен во стихови и строфи во кој поетот ги изразува и искажува чувствата на различен начин. Пронаоѓање на рима во песната. Што значеше тоа рима? Римата е гласовно совпаѓање по звучност на крајните зборови во стиховите. Во првата строфа имаме 2 рими: обстојува, постројува, важат, кажат. Во втората строфа показател, председател, и во третата строфа ја имаме следнава рима: оспори, простори. Што беше тоа мотив? Основната мисла водилка, поттикот на авторот да ја создаде творбата се вика мотив. Драги ученици, дали вие би можеле да го одредите мотивот на песната? Моќта на таблата има влијание кај децата во формирање на нивната личност. Можеби некој од вас, учениците, би пројавил интерес да одговори и на следниве прашања, како на пример: како училишната табла ги постројува учениците? Зошто некои ученици немаат што да кажат кога се пред таблата?
Кои ученици се наречени сезнајковци? Посочи некое твое другарче што можеш да го наречеш сезнајко. Кога председателите стоеле построени пред таблата? Ученици, овде имаме една техника наречена петоред и преку оваа техника можеме да усвоиме и други граматички елементи од содржината на песната. Во првиот ред ученикот е потребно да напише именка со која што е именка која би можела да се најде во содржината на песната. Во вториот ред потребно е опис или две придавки, во третиот глаголи, во четвртиот реченица од 4 збора со која ја опишува содржината на песната и на крајот имаме една придавка. Пример за пополнет петоред. Тема или наслов, табла. Опис научни, училишна, активности, постројува, кажат, стоел, реченица од 4 збора, таблата создава човечко достоинство. Придавка училишна. Може ова ќе те интересира. Таблите првично биле изработени од мазни, црни или темно сив камен. Најпрво се појавиле во Индија во 11 век. Тешко е да се определи точниот датум за нејзиното величинствено постоење. Во Европа за прв пат се користеле во музичкото образование во 16 век. Таблите најпрво биле во црна, а потоа и во зелена боја. Белата табла била подоцна измислена. До денеска таблите низ годините претрпеле своји трансформации. Освен црната, зелената и белата, денеска можеме да сретнеме и магична, плутена, магнетна или смарт паметна табла и на нив може да се пишува освен со креда, сега веќе и со маркер, допир и слично. Таблата се уште го има главното место во училниците ширум светот за споделување информации. За наставникот и учениците таа представува џиновска тетрадка која нема последна страница. Во денешно време таа може да се види и во други објекти. Интересно и занимливо. За крај, ученици, ви препорачувам и ви предлагам домашна задача. Раскажи едно твое доживување поврзано со училишната табла, било на часот или за време на одморите. Драги ученици, довидување до следното видување.